Здраво, народе! У ова видео ќе ги разгледаме првите три верзии на оперативниот систем Windows. Windows 7.0, Windows 2.0 и Windows 3.0. Да не должам многу, ајде да почнем. Вака, првин пред да преминам на прикажувањето на овие Windows-и, значи мора првин да кажам кога тие се појавиле. Windows 7.0 ни се појавил во 1985 година во месец ноември. Windows 2.0 не се појавува во 1987 година во декември, а во 1990 година се појавува Windows 3.0. Да. Ова што гледате овде ви е Windows 7.0. Програмите му се сместени во MS-DOS Executive. Тука ќе имаме излистаните програми кои што се наоѓаат во овој оперативен систем. Први имаме тука нешто ABC Text. Тоа е фактички програмата Notepad, но со креиран некој текст. Ќе ја прикажеме во продолжение. Овде горе имаме за Move, значи да го мрдниме ова чудово. Icon, ни го спушти долу. Ќе затвориме сега, ќе одиме понатаму. Calc.exe ни е самиот калкулатор. Гледаме дека имаме корен, проценти, C, еднакво операциите, собирање, одземање, множење, делење и така натаму се што има во калкулаторот. Ајде нешто ќе внесеме, например, 1 по 7 е еднакво на 7. C, еве ќе ни го избрише и така натаму. Нема сега да додам сите можни операции што ги има, пошто се знаат кои се овие операции. Битно беше да го видиме. Овде имаме копи, значи да запамтиме некоја вредност. Ајде, например, ќе речеме, ќе напишем 9 и ќе ја копирам, ќе го избришам и ќе одам paste и ете ја. Ќе го затвориме во чудото, значи се затвора овде, горе, кај трите линии. Close. Одиме понатаму. Календар. Во календарот кажува некоја дата, овде 80, вика, например, тоа е тука пример. Имаме сат, друг, одиме овде навигација, за напред, за назад, шетање горе-долу, може и со ова, или да се оди по самите стрелки. Файл, да отвориме нов, да сегниме, edit, view, дали сакаме, еве, само по ден, како што е вака, или по месец. Значи тоа е во view day и month, show today, например, ама нема да ни покаже today, отива некој емулатор. Значи нема да го каже денешниот датум што е нормално. Еве навигацијата, претходно, следно, датум, да напишите, например, 11, ајде да видам што ќе биде утрешната дата, дали ќе покаже, ама нема да ја покаже, не верувам. Океј. Значи вака треба да е форматот, да некако што го напишев. Ајде. Значи, што шубав звук, тит. Гледате? Опс, и сега како да го избришам ова јас? Добро, кај делитот. Ја 980 ќе напишем. Не, битно ми спела. Ја видовме форматот. Аларм.
Значи да поставиме аларм. Ушат тогаш аларми мало. И некои опции поврзани за day settings, интервали, ваму таму и така натаму. Неќеме да зачуваме ништо. Клип БРД. Ова стварно не знам шо е, појма немам. Немам никаква идеја. Контрол, не, клок ни е часовник, кој што е од аналоген тип. Амаце ќе го зумираме со зум. И ќе го затвориме сега. Коура, не може да го се чита така ова другото. Абе фантој се мислам тие, чим има .font ми се чини дека се фантој во тоа време. Document.docs. И тука сега ќе ни отвори програмата за пишење што е Write. Имам претходно правено некој документ овде. Сега за да не пишам, ќе го форматираме истиот документ кој што ни е напишан. Например, Дејан Николовски is testing Write word processor in Microsoft Windows 1.0. После пак истото го имам напишано и така натаму. Файл. Имаме за нов. За Open, Save, Change Printer, Repaginate. Вака се. Океј. Одиме во Edit. Во Edit што имаме? Имаме Undo, Cut, Copy, Paste. Вака се. Ќе го ископирам ова, ќе го избришам и ќе му маниме ние еден Paste. Океј. Во Search имаме Find and Change и Go to Page. Ама овде имам само една страна, така да втора страна немам и нема да ми ја појави. Пошто не имам. Добро, небитно, нема врска. Океј, рековме во Search имаме Find and Change. Find. Например, Find ќе речиме да ни го најде зборот Дејан. Ете така. Да биде цел збор. И овде, например, match upper lowercase, може, например, ако напиши со големи, ти го најди со големи, например. Ту немам напишен, тука нема врска. Find next, ме најде. Ќе го затвориме. И ќе речеме сега да ни го смени. Што да ни смени, Дејан ми е селектирано. Значи, пазете, треба да ви е селектирано. Зборчето да ви е напишано тука, да се совпадне селектираното со напишаното тука и да речеме да го смени во деко. Ете така, и ќе маниме change. И еве видовте дека Дејан се смена во деко. Океј. Излегуваме од тука. Карактер. Што имаме тука? Тука имаме фонтот да биде нормален. Да биде болдиран. Се ќе се појави се што ќе му направам. Italic, underline. После ќе покажам subscript. Пошто ги селектиравме сите три работи. Bold, italic и underline. Фонтот ни е болдиран, закосен и ни е подвлечен. Знаете што е ова суперскрипт? Суперскрипт ви е квадрат. Другото што беше subscript да би го напиши долу. Значи падало од буквата. Пазете се, например. Имаме А. И сакаме на тоа А да му клајме уште едно А, што ќе биде како квадрат, например. И кој ќе кликниме на тоа,
Значи, суперскрипт ќе го качи горе. Еве, гледате. Чекай да го направам само по-нормално, ти овде баби и жаби се намешано. Ни болдирано, ни италик, пак ни underline. Ете го. А ако сакавме да биде долу, тогаш ние маваме subscript. Сега. Тука имаме Helvetica. Не знам да прочитам точно и Times New Roman ни се фонтоите. Еве, гледате дека одма го смена самиот фонт. Times New Roman. Второто го кликнав небитно. Ето така. Пазете сега. Имаме Reduce font и Enlarge font. Reduce ние за да ни го намали фонта, ама пазете, значи мора да селектирате. Мора да селектирате, оти нема да ви фати. Ти го намали фонтот. Кликате на него, а второто Enlarge ќе ви го зголеми самиот фонт. Сетивте дека мата се зголеми. Ама исто така, можете и то да го одите преку фонтс и да го сорадите таму. Например, да изберете еден фонт и да изберете колку ќе биде големината на фонтот. Ама овде имате 3 големини, кои што може да се 8, 10 и 12, например. Ама може и каца, ми се чини. Јас ќе напишам да биде 6. Во параграф што имаме? Во параграф имаме да ни биде нормално, да ни биде лево центрирано, мислам порамнето центрирано, десно, justified. Ги имаме проредите, single, полојна, double space. Имаме indents, кои што се поврзани со ова нешто за страниците. Не знам точно што си јас. А во документ имаме хедери, футери. Ево овде сум имал напишано на page. Страна 1, например, да ми пиши. Може да го има на првата страна, може да го нема на првата страна. Сакам да го има, например, на првата страна. Еве го тука. Футер. Ево принтни на првата страна. Ама нека кажем, изгледа ова page 1 не е футер. Тоа е туку дека сум на првата страна од самиот документ. Рулер. Ке ни покажи пичката имате, изменете. На македонски беше овој рулер, ленгир. Некој табој и page layout, кај што можете да си ги поставите маргините и така натаму. Овде имаме апдейт во Windows 2.0. Close. Неќам да зачувам. Устари, да, точно. Do this. Пак ни е некој документ во Notepad. Сам ни е направен. Ајде да кажеме што е Notepad за шо, ко сме тука. Знаеме што е Notepad, значи ја тука тргна историјата на Notepad. New Open Save Save as Print. Во Edit имаме Cut, Copy, Paste, Clear, Select All Time Date. Значи може име еве, ќе му го клајме, ни го паклопи дека беше селектирано. Word Wrap можеме да направиме. Деко ќе напишеме, например. И ќе му клајме Word.
wrap. I знаете што, во search имаме оние што ги имаш онде find и find next. Значи, ова е како посновна варијанта на врајтерот, ама врајтерот е некоја понапредна верзија од ова, што е not не бре about, каков about, Црн Дејан, каков about. Close. Некиме да се чувам. Рековме фон се фонтој, MS-DOS exe ни е ова. Notepad го видовме, одиме во Paint, значи Paintот тргна од тука и е доста поразличен од овие што ги знаеме денес. Еве како изгледа самиот Paint. Маливче, гумче, ова она, имаме текст. Д, ќе напишеме. Маливче за цртање. Линија. Нешто коцка. Не за косена линија, ава, знаете, што се косеше во Paint, тоа е ова таа линија. Правоаголниче, различни типови на фигури. Кузни шо е ова, немам идеја. Гума за бришење. Ете така. Ова е за ако селектираме нешто овде. Четка. Канта за бајање. Значи овде ова е спреј бе. Оној спрејот што го имаш. И овде значи на бајани да ги црташ се. Што имаме во файл? Имаме во файл new open save as. Во edit имаме undo флипирање едно друго. Мислам флипирање се мисли флипирање на ова. Чекај да селектирам еднаш, например. Или е за страната, или е за... Да. За чудото. Еве ги фонтоите System, Terminal, Counter, Helvetica, Roman, Script, Modern. Значи да се менуваат фонтои, font size. Имаме од 6 до 84. Различни стилови за фонтоите. Палети. Значи дали да биде патерн. Или боја. Ке нацртаме со патерн, сега гледајте. Пошто не е боја, ке ни го направи ваков. Четките, типови на четки са вие браш, таму што имаше нешто settings како пишеше. Tools. Овие се, значи можеш и тука да ги имаш и тука да ги имаш. И опции за зумирање, незумирање, да има грид, да нема грид и така натаму. Notepad го видовме. Practice шо е? Документ готов. Чим има док е готов документ. Значи dots екстензија се. Нема што да вежбам, го издемонстрирав преге. Readme, исто е документ. Реверзи, exe. Ова игра. Како се игра, не знам. Не ни пробвам. Roman е фонт, Script е фонт, Spooler. Изгледа за принтер е нешто ова. Терминал. Ова е неверојатно код самада. Фонт.
Истото го извојува со програмите. Windows Initial Nation, нешто не знам што е ова. Notepad ми го извај пак. Објаснува ништо, ама не мора да гледаме до толку. Што објаснува? Чекај се. Да се вратиме назад. Bin. Вие се изгледа нешто системски фајлови са вие. Да. Ја бе го write.exe. View изгледа за да покажи long. Аха. Поинакви прикази се short, значи има дополнителни работи некој по приказо. Дали да се по име, по дата, по големина и по тип. Овие А и Б се нешто неверојатно некои дискови, во нив нема ништо да кликам, пошто знам дека некои работи ќе ги кажува, некои работи нема да ги кажува. Битно фокусот ми беше да ги видите програмите кои што ги има во него. Тоа беше Windows 1.0, а сега одиме со Windows 2.0, да видиме што има во него. Ајде. Конкретно оваа верзија што ја гледате е 2.03. ABC текст. Истото ни е Notepad. Истите навигации. Може би шорткатите се поинакви. И има друга позадина. И во овој Windows веќе ги добиваме минимизацијата и максимизацијата. Еве ни го калкулаторот. Нема црвена позадина, само ова текстура ја има. И генерално, како што гледам, ги има истите функционалности. Календар. Истото. Истите опции. Card файл. Во кецот не сретнав card файл или може го скопнав, но мислам дека имаше еднаш друг пат кога имав отворено. Емулаторот е сега ова, не знам што ова ништо, јас мислам дека е ништо како sticky notes. Нешто како подсетници што имавме во Windows што има Microsoft Sticky Notes. Таква варијанта е нешто, овде си пишеш и си го сребнуваш. Јас саме ни затворов и само ги минимизирав. Чекај се, ќе се затвориме вака. Ова не знам што е. Clipboard и преги реков. Еве го сатот. Ете гледате, имаме минимизација и максимизација, како што реков. Тие ги воведија во вториот оперативен систем. Windows 2.0. Control panel. Ни го покажува времето, ни го покажува датумот. Имаме кастомизација за дабл клик и за курсорот. Ова е фонт. File to convert. И ова е некој конвертер. Да. Дудис ни е текст, фонт. Ова нешто е за маус. MS-DOS-exe знаеме што е. Ова што е покажаното. Чекај да видиме во Notepad што има. Истите функционалности се, нема ништо ново. Текст, Paintот. Истите работи ги има. Само што гледаме дека подруг интерфејсот тука. Има мала промена, знам, во Writer-от ќе го видиме тоа. Pif Edit, не знам што е.
Појма немам. Practice, рековме на документот, readme.text, текст, reverse е она играва, да. И гледате се што е минимизирано оди овде долу. И не можете овде директно close да мотите, мора да ги кренете и после да ги затворите. Roman е фонт, Script е фонт, овој преге не знае што е. Терминало. Предпоставувам дека е нешто како CMD што го имаме во денешните Windows-си. Фонт, ова рековме, поименува го вади истото. И ова го вади, не го вади истото, ова е некој текст објаснет. Bin не вади ништо. Win не вади. Во Writer што реков дека имаме некои мали промени, се тоа што ако се приметите, имаме променет фонт тука, а во параграфот, кој ќе одите во Page Layout, маргините можете да ги правите да бидат во инчи или во сантиметри. Еве го и контрол панелот во Windows 1.0. Продолжуваме со третата верзија, тоа е 3.0. Ајмо. Windows 3.0 доаѓа со програм менеджер. Таму се сместени програмите кои што се потребни во овај оперативен систем. Немаме повеќе MS-DOS Executive. Еве го, во програм менеджер имаме File, Options, Windows, Help. Ќе почнеме со Options Auto Arrange. Нешто за минималистичко. Ќе видиме наверојатно овде ќе прикаже кога ќе влеземе. Window. Дали да биде Title, Arrange Icons. Не знам, ништо не покажува тука, ќе видиме Main. Ова е Main. Ми го отвори ова, значи. Опс. Каскано. Шо е? Добро. Ете. Ќе почнем со Accessories. Што имаме во Accessories? Во Accessories го имаме ево Write. Ама се овде гледате дека немаме само текст, туку до името на програмата, односно над името на програмата имаме икона. Еве ни го Writerот. Оно по друг интерфейс. Еве File, New, Open, Save, Save, As, Printer, Setup, Undo, Cut, Copy, Paste, Move, Size, Picture, Search. По друг интерфейс, одма се гледа. Нема да пишам текстови, ништо, онда испробавме се. Еве ги овие параграфите, индексите, документите, хедерите, футерите. Значи истите функционалности се, само што имаме друг тип на интерфейс. Close. Ете се, ако ќе кликнеме на икончето, можеме да уманиме Close, онде на другите два не може. Paintот сега пилиња овде ни се вика Paint Brush, не е пак е Paint. Интерфейсот не е ист. Гледате, тука имаме алатките за цртања, овде ни се боите, значи повеќе бои имаме сега, онде имавме само црна. Edit, View, Zoom in, Zoom out, View Picture, Tools, палета, фонтоите, стилоите, сајзоите, исто се од 6 до 84, Peak, Options, Help. Ајде да нацртаме нешто. Ајде вака. Сакам да го обојам, например, да биде жолто. Не, тоа е четка. Тоа е четка. Ова е валја ако изгледа за бавење, да.
Знаете, чисто колку да видите дека се сменет и боите, дека може да се еве со патерн ќе го обавиме, например. И нацртаме кругче исто така. Еве ја гумата за бришење. Ајде каќаме салатките лека па лека малце тука. Ова е ножиче, значи да се исечиме нешта тука. И ќе го преместиме. Пак имаме ножиче, ама ова е за со правоаголник. Ете така. Онде немавме ножици колку што видов. Еве, спрејот, текстот, нема да... Ајде, ќе напишеме нешто. Чисто... Па и ова е гума. И едното и другото е гума, колку што можам да заприметам. Вали, ако рековме бој, ова ни е четка, ова крива линија, правоаголник чист, набоен, чист, набоен, чист круг, набоен круг. Ете така. И набоен овакво. Овие се дебелините. Чи, како да биде, си бирате дебелини. Close. Не ќам да зачувам. Терминал. Пак, јас терминалом многу не го сватив, овде е поинаков, ама небитно, битно има терминал. Да. Пресакам да излезам, добро. Не. Океј. No. Ај, Максим, од тебе не можам да излезам, шо е работата? Па close ти викам. Не. Ај, нон бе, чекај за да излезам. Ај, така. Exit. Абе, ова е код цмба да предпоставувам. Отива ми бега цело време, не знам. Notepad. Истите функционалности се цело време. А зашто ова ми се спушта, човек? Рекордер. Ма не знам зашто е овој рекордер. И кај ќе знам, не бев роден во тоа време. Не го користив нешто за картички, еве го календаров. View. Today, previous, next date. Истите функционалности се веб, човече. Да. Не знам, отива ми се спушта цело време, небитно. Калкулаторот. Еве го поинаков интерфейс е. Back, CC. Има овде некои нови капчиња, најверојатно, колку што може да се запримети, мислам, нови, за тоа време нови. Сега стари се. Часовникот. И имам и settings сега тука. Овде пилиња имам аналоген и дигитален сат. Close. Пиф. Шо е ова пиф? Не знам и преги овој пиф го имаше, ама. Шо пиф е, не знаем. Тоа беше accessories во games. Еве, reversi. Значи и ова со картиве солитеро тука се појавила. Да. Тука е. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Во main, што имаме? Файл менеджер. Файл менеджер, значи менеджер за фаиловите што ги имаме во самиот систем. Добро пиле. Опа.
Directory 3. Control panel. Овде е веќе друга варијанта на control panel. Имаме, значи, конфигурација на бои. Бе, знаете шо е ова? Е она, како во Windows XP, шо го имаше кој ќе клававме позадина слично нешто color scheme ви текнува. Ова е то. Windows Default, Arizona. Поќе ги имаме, значи Arizona, Desinger, Desinger ќе клајме. Дизајнер, односно. Ете, се смена, гледате, имаме са за фонтоите. Роман сакам да види. Овде нешто за партиите. Маус. Рековме на конфигурацијата. Брзина на маусот и за дабл клик. Нема да сменам. За десктопот. Пиле да смениш. Работи за десктопот има тука. Ете, се смена позадината, гледате? Значи овде веќе почне да се подобруваат работите. Многу е сменат. Дијаманти сакам. Принтери интернационално. Шо е ово интернационално? Имам снимано јас видео за ова, ама толку да му навлезам. United States, United America, изгледаше да користиш, добро. Тастатура. Нешто да се мени овде, некоја опција за тастатурата. Датумот и времето да се сменат. Sounds. Warning beep. Сакаме да има warning beep. Print manager, ова добро. Немам принтер, шо ќе ми менаџира ако немам принтер? Чека да ја затворам авија. Close. Close. Ајме мрзе да ја затворам. Ке се продолжиме тука. Clipboard. Цело време не свати шо е ова. Не свати. Цело време го гледам шо е, ама не скапирав. DOS prompt. Некој промпт е овој за команди, да. Ова е нешто како CMD. Аман со тој CMD, Дејан. Аман со тој CMD. Чекај да ја сетирам, ти не знам да излезам од ова. Така. И ќе продолжиме до таму кај што застанавме. Windows Setup имаме. Што ќе биде ова, го спознај. Windows Setup е она. Ви кажува што имате на вашиот компјутер. Како еден заклучок во кратки црти, можам да кажам дека Windows 1.0 и Windows 2.0, односно Windowsите од 85-та и 87 година, се ориентирани повеќе како на MS-DOS, односно користат MS-DOS екзекутор и до самите имења на програмите немаме икони, додека во Windows 3.0, односно Windows од 1990 година, имаме промена, каде што наместо MS-DOS екзекутор, туку имаме програм менаџер. И до сите програми имаме соодветна икона за неа.